Гостин во студиото на Република е Неда Китановска, претседател на фондацијата Златна рибка. Неда, добри дошли во нашата студија. Фала ви на поканата. Вие започнавте една убава работа односно исполнување на детската желба од на оние деца кои што се болни од тешки болести. Од каде идејата да се почне со вакво нешто и како идат работите со оглед дека 7 месеци веќе постоите? Фондацијата Златна рибка е многу млада фондација, која што се основа пред се со една цел да го размрдаме секојдневието на најранлива категорија на луѓе, на децата кои што се лекуваат на оделот на онкологија при детската клиника. Тоа се деца во главном до 16 години, на кои што Секојдневието им е многу болно заради тоа што се борат со тие болести на кои што нема друг начин како да се пребродат, освен со тешки терапии и со една огромна позитивна мисла. Таа позитивна мисла фондацијата има за цел да им ја всади на децата дека ништо не е невозможно, значи дури таа борба со тие најтешки болести дека не се невозможни, туку дека се е остварливо доколку навистина се верува во нив. Со таа цел е основана, значи фондацијата да им ги исполни желбите, да го најде тоа што е суштинското, најисконското, најголемата желба која е нивна и да им даде до знаење дека и таа може да биде исполнета. Како и борбата со најтешката болест дека може да биде пребродена. Исполнувате детски сон, но најбитното од сето тоа е дека психички ги кревате децата и им давате дополнителна волја да истраат во она што го... Како што напоменав, пробуваме да им го размрдаме секојдневието. Дури на секој едно дете во самата клиника која што се лекува, им подаривме по една златна рибка во тегла. Сите имаат за цел таа златна рибка да ја негуваат, да ја менуваат водата, да ја хранат и секојдневно да кажуваат која е нивната желба. Значи, желбите се најразлични, од желбите дека сакаат да ги запознаат нивните омилени пејачи, да сакаат да патуваат негдека, сакаат домот да им изгледа како домот на некој од нивните омилени ликови од цртаните филмови, а и пред се оздравувањето е едно од нив. Се надеваме дека таа побуда на позитивното ќе им помогне ќе им влие надеж пред се, ќе им влие надеж. Како се доаѓа до таа златна рибка? На кој начин стапуваат родителите во контакт со вас, ви кажуваат дека сакаат да пристапат? Во моментот работиме само со оделот на онкологија од детската клиника, затоа што таму има доста дечиња кои што се лекуваат, затоа што сепак како што напоменав, ние сме релативно млада фондација која што е самофинансирачка. Сакаме да одиме по етапи. Значи во првата етапа ни се дечињата кои што се лекуваат на оделот на онкологија, а понатаму значи се надеваме дека ќе го развиеме проектот да допреме до сите оние деца на кои што сме им потребни. На вашата веб страница веќе има неколку желби на деца во кои што се прилично реални и остварливи. Има некои желби кои што едноставно немате начин како да им ги остварите? Тоа сакаме да го постигнеме, дека рековме дека ниту една желба не е неостварлива. Дури да посака некој дете да отиде на Марс, дека ние ќе направиме услови на земјата кои што него ќе му гледаат како да се чувствува како да е на Марс. Да, апсолутно. Планираме да ги оствариме сите желби, во рамките на нашите можности, значи благодарение на хуманоста пред се на граѓаните и на компаниите кои што не поддржуваат во целиот овој проект. Меѓутоа нема да има желба која што не е остварлива, не имаме начин никако. Една желба веќе исполнивте. Да, значи тоа беше еден прекрасен момент пред се за малиот Мехмет. Мехмет има 5 години и е болен од леукемија и веќе 2,5 години се лекува на детската клиника. И негова желба беше да биде моторџија, значи да има голем мотор, да има кацига, да има јакна моторџиска. И направивме еден многу убав момент и за него, кој што ден денеска го збори и му буди една осмех, му крадеме осмех едноставно. Се собраа многу моторџи, значи го направивме настанот на 31 март во Борис Трајковски на самиот картинг. И беше прекрасно да се види како на едно дете му светкаат очите за нешто што тој мислел дека е невозможно. Колку што може да видам, се имате за задача да ја направите собата на малата сирена, да ја гушнете Мики Маус. Да, тоа се многу
многу ситни желби. Знаете, за нас тоа изгледа како да се тоа многу ситни желби, меѓутоа за тие деца тие желби живот значат. Ние сме во тесна соработка со самата клиника, значи со самите доктори, со самите родители, така да и самото исполнување на желбите е тесно поврзано со состојбата на тие дечиња. Заради тоа што нели тие се затворени во своите 4 ѕида и не во секој момент можеме да им ги исполниме желбите. Меѓутоа да, имаме желби кои што сака да биде нивната соба како подводниот свет на Ариел и тоа ни е следното исполнување на. Колку луѓе имаат слух за ова? Еве се обративте предпоставувам на моторџиите за да исполните желбата на детево кој што имаше можност да се радува пред Борис Трајковски. Колку спортскиот центар Борис Трајковски имаше слух исто така за да исполни желбата? Македонците ние сме познати како многу хуман народ. Сега за сега јас не можам да кажам дека тоа не е така, значи можам само да го потврдам заради тоа што грото од луѓето на кои што им пристапивме, значи сите беа со отворено срце. Пристапија, значи кон соработка со овој проект на фондацијата. Значи дали тоа е Борис Трајковски, дали се тоа медиумите, дали се тоа моторџиите, кои што моторџиите сами за себе кажат дека се големи луѓе со нежно срце. Имаше сигурно над 100 моторџии, што за мене тоа беше искрено за голем човек тоа е огромна бројка на луѓе и огромен одзив, а камоли за мало дете. Значи сепак наидувате на разбирање на институциите и на луѓево како може да ви се помогне. Зад вас не стои голема компанија која што ќе ве финансира, ќе ви овозможува средства за да ги исполните желбите на децата. На кој начин може да ви се помогне? Значи, фондацијата има неколку начини на финансирање. Едниот начин е преку отворените телефонски броеви кои што ги имаме за донација на трите мобилни оператори. Како и отворивме една онлайн платформа на самата веб страна, каде што може било кое и физичко и правно лице да направи донација онолкава колку што има возможно. Апсолутно сме во соработка и отворени за партнерство, да кажам, со било која компанија, затоа што како што напоменавте, значи ние сме сосема непрофитна и самостојна и независна фондација. Исто така соработуваме со волонтери, значи бараме волонтери кои што би можеле да се приклучат, кои што би работеле со нас од делот на волонтери со медицинско искуство, кои што би можеле да работат со самите дечиња на делот за онкологија, до оние кои што би можеле да бидат позади кулисно, да кажеме, во оперативниот дел на самата фондација. На кој начин може да бидеме волонтери? Како да се приклучиме во вашата акција? Значи, слободно може да ни исконтактирате на било кој од телефоните или од било кој од мейл адресата која што е напомената на нашата веб страна, која што е zlatnaribka.mk. Слободно да ни исконтактирате, дојдете да се запознаете со нас и да најдеме начин како може да сработуваме. Ти благодарам на гостувањето и верувам дека ќе се приклучиме во акцијата. Фала ви.